Ја ќе го прашам Брисел. Тоа е разликата меѓу нас двајца. Абе, Брисел, Што? ама тоа ти што го збори, сите го знаеме. Брисел колку бара и доправа ќе бара. Но Брисел не може да ни го земе тоа што ние треба сами да го направиме. Трнете ги бугарите на страна веќе, аман. Не, тама Ние работа, правиме ние се реформи зборуваме за нас тука, да. економски, политички реформи, реформи на институции, за да немаме кочани, за да немаме 300 други работи. Значи, за тоа ли ни е крив Брисел? Не, тоа е се супер како? и плюс бугарите. Значи, и плюс Ама не, како за ултимативен услов. За Тоа не нашата е случајно небидниност. стаено. Брисел ни е крив. За нашиот стандард, за нашата култура, за нашите институции. Добре, Брисел ни е Никола крив. Скеве, следите со години Да домашната видиме политичка реални сцена. знаете како? Сега, јас сум многу Кога се во опозиција, сите се расфрлаат, ќе направиме ова реформи, сусветот нека ќе го направат. реформираме, корупција нема да има, ама кога ќе дојдат на власт некако тешко им оди. Што Што да е правиме проблемов? сега? Знаете што? Ако една влада не чини, ако друга влада не чини, ако трета влада не чини, петта влада истата, тие се истите партии, на крај мислам дека лошо ќе звучи, се чини дека и ние не чиниме. Па ние ги бираме тие влади. Ама ние Кој немаме друг? друг Не избор. ни ги бира Кој е Европа. изборот? Зашто да гласаме? Да па седиме дома, да не знам. Сакам да кажам дека и ние сме дел од системот кој што не функционира. Тие се наши луѓе. И ние кога би дошле, можеби исто би се однесувале. Знаете како? Да, обично приврзаниците ја поддржуваат власта, оние другите Ама ја да, напаѓаат. ама Тука малце што треба добива за едно вработување на ситно место? Тоа е веќе 3 децении. И он беше без работа, и ја бе без работа. Кого да обвинам? Он една година, ја 3,5 Добре, еве години. сега бидејќи не Сега, изгледиве се, не знам, колку проценти реални за некаков почеток на преговори во некоја догледна иднина. Дали во меѓувреме овие сојузи што ги правиме во делот на безбедност и така натаму стратешки договори со САД, бевме со Унгарија, се најавува со Хрватска, со Велика Британија и така натаму, дали тоа решението, дали тоа нешто ќе помогне? Па со Словенија почнавме, така? Словенија беше првата наш сапортер од 90-тите години. Твининг процесот беше со Словенија. Да, Словенија Така и- беше, па после ги откачивме словенците. Еве Орбан доаѓаше уште од времето на Никола Груевски. Дали запна сега амандманиве да спени нешто? Направи нова партија, нова група во Како и да е. Не, Одлуките на ама Европскиот не парламент избегнувај ништо се. Ама не, сакам да бидеме реалистични. Само ги наоѓаме лошите дечки, а и овие добриве дечки Не што велам не ништо, помогнат. не викам дека не се согласувам со твојата теза. Па фатиме пријателство, со Да. некој треба да се дружиш. Вака. Во историјата Македонија со кого се? Многу е битно што во Не сакам да речам, во Европската унија на крајот одлучува Европскиот совет. Што и да кажат овие во Европарламентот? Меѓутоа, направен луѓето се еден политички. пробив е направен за прв пат и сега се поставува прашање до стручните служби на парламентот дали протоколот број 2 е валиден, наједноставно кажам, Дали е услов, да. или не валиден. Како он влегол и дали тој може да биде услов. Не, од кај нас тоа се тврди, имаме експерти по и меѓународно право и нашево уставно право и сите закони и позитивни норми дека тоа не може да биде протокол, да биде во ранг на договор. Значи ние се забораи на договорот за пријателство со Бугарија. Тотално се забораи и се удри на овој протокол број 2. Ама еве нема, не се говори веќе за тоа. Председателката го спомена тоа еднаш-два пати. Мислам дека тоа можеше да биде пробив или даваше надеж дека може да биде. А па еве сега е влезено, Ама немам информации. како предлог од не тука Како ќе се француски води. предлог Тука е број сега, 2. сега Значи тука беше е протоколот. конфликтот. Зато ќе биде интересно да се види исходот. Ако тоа пројде, тоа е гаранција. Има контраамандмани, сигурно ќе има негде што ќе се избришат и така натаму. Тоа е таа амандманска битка, така они работат Да, таму. па како и ќе собрани. видиме на крај што ќе излезе. Мене ми изгледа ова така. Ќе биде забавно, меѓутоа процесот пак ќе го решаваат крупните риби во Се знае Европска. одлуките Ама на ова што Европскиот го совет. збориш и мене ми звучеше оптимистички. Само требаше се најде, како да кажам, некои лоби, држави или групи кои ќе отуркаат. Дали е САД, дали ќе биде Унгарија, дали Франција, не е важно. Тоа беше изгледаше како мал чекор што можеби бугарите ќе го голтнат. Добро, ако се следи денешната изјава, денеска мислам беше изјавата на Гера Петритис на средбата со германскиот министер, дека од јуни, како му доаѓа 2027, Грција ќе преседава со Европската унија и таа тука најавува дека ќе има засилен ангажман за приклучување на регионот во Европската унија, па ќе видиме. Дај Боже, само Тоа е во стилот на грчката дипломатија, да, они се мајстори за тоа да направат така. Па еве
Па нели е во нивен интерес истото? Тоа може би е во нивен интерес, не велам не, меѓутоа еве што се случи сега со Кипар. Кипар нели го презади, се случи војна. Војна у дворот на Кипар, така? Па и рекна неколку ракети према базите на британците. Па еден куп војска се префрли таму, а веднаш и турците префрлија. Тоа е нерешено прашање. Кипар е нерешено прашање. Па сега Кипар ќе влегува во НАТО, измешана е работа. Еве, Грција ќе стане председавач, што ако се случи нешто на европска почва, крупно, како што се случува. Па се Ние не надевам знаеме дека- што ќе се случи со руско-украинската војна. Представа немаме. Може би се това на крајот ќе заврши со некаков договор и ќе се заврши. Ја мислам дека секогаш во вакви ситуации кај што нема мора да има завршница во која што од PR двете страни или трите ќе бидат Мислам дека на Трамп не му одговара ова да продолжи уште. ќе заврши. Да. Ќе има, знаете, кога говоревме за Иран, од она што сум читала како информација, не е тенденцијата да се уништи Иран и целото нуклеарно, она што го подготвува Иран. Да се пимпла работава, да не дојде до тоа, бидејќи тоаш би било проблем. Инаку вака ќе го успоруваат процесот на создавање на бомба или боеви глави, не знам сега. И затоа ќе се повлечат, бидејќи сега видите, многу држави страдаат, па нема вечно да бидеме оштетени со нафта, со газ и така. Да, ова кај нас Па, еве владата види сега, најавува дека некакви не е- мерки опозицијата се Иран лути. воопшто се покажа дека не е наивна работа, има глобални последици. Има тој режим предизвикува сериозна нестабилност и предизвикувал и сега предизвикува. Ама не може Израел да му ги бира лидерите на Иран. не ги ни бира. треба, овој не е добар. Не ги бира Добро. Израел лидерите. Па рече дека не му се свиѓа новиот. Сега, тоа е таа политичка. Добро дека му е син на Љубиша. Али добро. Хамнеи. Ама кој да беше И не? Милановиќ вика Па мене да, не се да. допаѓа овој Ама комшија. Милановиќ има, Тоа е. Хрватите имаат една добра уиграност меѓу премиерот и председателот и од Хрватска права имидж држава во која што премиерот води една политика, Миловановиќ се дозволува и за ЕУ да каже Да, ова и се за мачки, Србија, и и за за така, и за Америка. НАТО. Па ние веројатно добро е една мала држава како Македонија да осетиме и ние дека ние сме одма за. Малку една Малку да дипломатска ги игра оставиме во направиме. неизвестност. Па така е. Добро. Нема се наљути никој кога кажеме и тоа. Ајде малку и околу домашнава политичка сцена. Ова што се случува во СДСМ е, еве, да не прераскажувам, предпоставам публиката веќе запознаена. Шилегов смета дека била нестатутарна одлуката на извршниот одбор за да му го прекина членството во СДСМ. Филипче меѓусебно се обвинуваат со лидерот на партијата кој одработувал за власта. Сега на некој начин па власта во ваква ситуација предпоставам дека е малку комотна, но дали и она што го најави денеска Филипче ќе има одредена политичка иницијатива, скопска иницијатива околу зборуваше за ЕУ и во делот дека ќе понудат некаква програма која што ќе ја соопштат пролетва некаде мај месец. Дали сето тоа па можеби оди во насока дека некои се спрема, постојано се зборува за некакви предбремени избори, ако власта вели не, но во политиката нели никогаш не вели никогаш. И што мислиш, што се случува, што е позадината на сето ова? Па, видите, Дали е подготовка за избори, на дали- власта секојаш ќе одговара ако и ние медиумите се занимаваме со опозицијата. Тоа е вака широка тема, секој може што сака да говори, од тоа никаков ќар нема да има опозицијата, ќе има ќар власта. Како и да се заврши состојбата во СДСМ, но битно е да имаме добра опозиција затоа што граѓаните Силна опозиција. ти самата рече, бидејќи мораме за некој да гласаме. Така е. Да не се претвориме сега да пропадне сосема ова либерална опција СДСМ, да има ВМРО да помене 100 пратеника, да речеме, и тоа ќе бидеме блиску до СКМ за Што би време. рекол Филипче, и овде има режим. И цека ќе ставиме, да, и сега, мислам, не е добро за државата. Ја не оправдувам, еве ќе земам паралела со ВМРО да помене. Кога дојде Мицкоски на власт, имаше група противници кои што не го сака и мислеа дека тоа не е правиот избор. Дали беше така? Да, така беше. Таа ја снема, полека исчезна таа група. Еден од нив беше градоначалникот на Кавадарци. Реформатор или така Да. беше? Значи, не дојде Јанчев кај Мицковски можеше да го смени во кандидатурата. Не го смени. Кавадарци си доби ист градоначалник и сега добро соработуваат. Значи, стратегијата и кај СДС треба да биде таа.
наместо да продолжи... учат од ВМРО? Па нека учат од било кој. Меѓутоа, не е добро сегашниот председател прво го обвини Бранко Црвенковски што ја создал партијата, за која 300.000 граѓани сега ќе гласаат да се врати, го молат да се врати, или е со нас, или не е со нас. Па сега... Па го замрзна членството Црвенковски. Значи сега истото го прави со Шилего. Шилего беше подпредседател на СДСМ. Градоначалник на Скопје. Кој што кога изгуби гласа 90-100.000 граѓани на Скопје. Не можете така да расчистувате, треба да обединувате. Или сте обединител, или не сте обединител. Ништо не значи СДСМ, јас СДСМ. До негдека може би има право. Каде беа до сега, дали е сам Шилегов, дали е тоа голема група со Игор Шема и други, не ги видовме. Ако толку има храброст, требаше порано да излезат, бидејќи СДСМ тоне во континуитет. Што ќе се случи ако има предвремени избори, ако повторно имаат, ако паднат долу? Подобро е сега нека се преломи, дали ќе се делат или не, до мај кога има конгрес, нека ја расчистат таа ситуација. Барат оставка од раководството. Па што дека барат? Како што не. Видите, во СДСМ, ако можам да вратам, јас не сум бил никогаш близок до внатре во партијата, ама како новинар, во СДСМ имало картали луѓе, крупни луѓе, возрастни, кои што ја носеле партијата. Сега ние, освен лидерот, не можеме да видиме... Се согласувате со тезата на ставот на Шилегов дека партијата е пред на некој начин на крајот на никаков обстанок? Доведена во таква ситуација? Не знам дали е до таму, он може би ги знае повеќе работите внатре. Меѓутоа, јас не гледам луѓе зад сегашниот лидер, десетина најмалку луѓе кои што се возрастни, сериозни членови на СДСМ од времето, кои што може да поднесат терет и да придобијат граѓани. Ако сега се скарате со Шилегов, па значи голем број на подржувачи на Шилегов нема да гласат за оваа партија. Ако него Богдановиќ и тие, и значи уште и со овој како беше на се раслојува партијата, да. Па он значи придонесува за раслојување на гласачкото тело. Он ќе сочува партијата, ама ќе изгуби. Но во целава ситуација најинтересниот момент е што едната и другата страна велат дека соработуваат со власта, едните за да се дели партијата, другите да се спаселе од кривични прогони, и тоа е некако остава лош впечаток во јавноста, мене така барем се чини. Па остава, сега не знам дали е така, ама гледайте прво пратеничката група на СДСМ. Таму се најкрупните зверки од минатата влада. Па ја го гледам само Фатмир Битичи дека нешто прави сериозно, дека се истакна. Каде е премиерот поранешен? Дали имаше на последните опозицијски прашања, се појави со прашања. Добре, сача. Колку време е таму? Според некои последни вести, ако се точни, и Фатмир Битичи е на листа за црвен картон. Може, ама го гледаме дека делува. Од кого црвен картон? Црвен картон од партија. Тоа е нивен проблем. Ја кажам што гледам во јавност. Да. Ако некој се бори против власта, ако некој го кажува со бројки, со цифри, па вие не можете со пресконференции на лидерот на партијата да ја победите ВМРО, ДПМН. Тоа е една организација, како да ви кажам, како вели организирана криминална група, што би рекле од СДСМ, ОКГ, а овие беа машинерија. Види, настрана, например, што сега ќе кажуваат ВМРО чисто машинерија со два пресуда победиш. СДСМ за ВМРО, ќе да ги оставиме тие работи, тоа е нашата политичка култура и тоа во доменот на таа политичка култура може да се прават некакви анализи. Ако влеземе внатре во СДСМ и читаме што самите партици со партици деновиве си разменуваат пораки, имаме јасна, имаме диагноза. Партијата... Тоа отвара повторно прашањето, еве и со Дуи се случуваат некои такви ситуации. Секогаш кога се во опозиција, партиите имаат некаква криза. Очигледно дека им е проблем одењето во опозиција, после власт, па се случуваат и вакви турбуленции. Ама не, многу е важно за СДСМ, затоа што овој СДСМ е фундиран на легитимитетот, односно на политичкото наследство од 2017 година. А 2017 година е пресвртна година во Македонија. Се менува името на државата, се менува идентитетот на нацијата и ред други работи. Прашање сега, дали СДСМ оди на
пресвртница тоа да го остави во историја и да излезе ново СДСМ, значи базирано на основачите на таа партија, они кои направија социјалдемократски сојуз, државничка партија, или ќе продолжи под водството на Филипче да тоне и како што кажува Шилегов да биде трета партија у Скопје, трета у Штип и така натаму. Пета е во Скопје. Пета во Скопје. Значи тоа е сериозно прашање. Сега Љубиша вика, ако нема опозиција, тогаш што е Мириса ли политички се това на живот во избори? една Пак ќе држава? прашам. Не, немаме политика. Па може да мириса. Меѓутоа, може да мириса затоа што ќе влеземе во криза. Економска криза, ќе влезе Европа, ќе влезе светот, тоа ќе има последици. Се плаќа скапо. Храната ќе поскапи, од низ Ормуз поминуваат и вештачки ѓубриња, и храна, и извози и така натаму. Ние не произведуваме, за жал, ти спомна преска, тоа е Нашето наш природно проблем, богатство не го че ние користиме. може да Сонцето произведуваме и храна, земјата, да. а Барем не за нас. произведуваме. Барем за нас. Барем ние да се прехраниме. И тоа ќе биде товар за владата на Христијан Мицковски и нели коалиционите партнери да го држат кормилото, владиното кормилно, односно да држат општо благосостојбата и безбедноста на оваа држава. Ако вака растат цените на горивата во наредниот период, ја не знам ова до кај ќе оди. Навистина, тоа ќе биде сериозен проблем. Па струја, храна, превоз, транспорт, се Значи, тоа само по себе создава ситуација нервозна, а нервозата може да доведе до криза, а кризата се решава на нормално избори. Мислите дека во таква ситуација одговарат на власта избори? Не, на народот ништо не му одговара. Да, па зборувам. И тој што ќе дојде на власт треба се соочи со криза, економска Искрено, криза, јас што треба не да верувам решава. дека има време, дека Филипче со Конгресот у мај има време да се рехабилитира или да консолидира партијата. Таму има очигледен. Се растура партијата, нема кохезија, нема енергија, едноставно немаат енергија. Добро, ќе покаже времето дали ќе се обедина, дали ќе има Па добро, ние како посериозен. аналитичари не така го гледаме, а не навијам за една или друга партија, гледам ние анализираме. како тоа изгледа. Ако сега немаш јака опозиција, се ќе ти проаѓа у парламент. Нели? Тоа е и тогаш која е смислата на еден демократски Избор на суди, избор на обвинител, се тоа ќе помине така, нема Па дебата. тоа утре ќе помине секако. Како да е, власта го има мнозинството за добар Не сакав дел. само една работа да му реплицирам на Љубиша, ал ти мислам дека тука се разликуваме двајцата. Он рече системот не функционира, а мојата теза е дека напротив системот функционира. Чив систем? Нашиот систем Во која смисла? Што? во негативна смисла. Имаме систем кој функционира во негативна смисла. Добро. Ама системот како Значи- систем е значи не апстрактна функционира. појава, Имаме лош луѓето што систем. го прават системот. Тоа е мојата теза, имаме лош систем. И како ќе Исто го мислам дека- вратиме во нормала системот? Па, со тоа се занимавам повеќе години, се анализирам и себе и мојава нација и политичкиве партии. Или да го приначам прашањето, кој го кочи системот? Па не, некој го кочи. Овој систем не е фалшлив, не треба нов продуцира систем. квалитет. Нас не треба нов систем. Ние мора да се смениме. Ето и вака сега. Љубише е најдобар новинар, Христо е најдобар судија, ти си најдобар, да речеме, обвинител. Не бираат. Одиме таму, се влегуваме у тоа милје на корупција, на тие шеми, притвори, давање, градежни дозволи и така натаму. Ме разбираш? Добро. Значи, тоа е нашиот тоа е систем. системот Тоа е систем што- кој функционира. Значи, ние треба да го системе, Ема да кој ќе го смениме. смени системот? Па затоа Кој е да го го смени? преска, Треба да го не смениме. партиите, и ние сме дел од тоа, бидејќи сме ние сме Од системот. еве, сега на пример Венецијанска комисија вика, добар ви е предлог законот, тој треба да помине. За кој предлог? За јавното Добро. обвинителство. Да, Сега е во дебата, Така нели, е. во собрание. Утре ќе се избере нов државен Да, Савески утре е пред собранието. обвинител. што? Христо, Добри ја- карактеристики за него и Ја така многу натаму. Ама очекував. тој го нема волшебното стапче, не може ништо да смени. Знаете што лично мислам дека Но може да даде нова енергија. јавен обвинител може треба да секако. биде на предлог на опозицијата. Кога најави Заев дека тоа ќе се случи, а не се А не случи. прифати после. Да, нели? мислам дека до сега имаме Ќе беше 10 добар години предлог, да. пракса
во кое што ќе имавме Обвинител што ќе го предлага што опозицијата. ќе го предлага опозицијата и ќе гони и власта и опозицијата. Ама еве, тоа е направено со Државна изборна комисија, така? Ама тоа е пак политички договор. Не Политика. е, Ама ама не, друго важни е се сега луѓето. државни- Не, Ти сам рече кредибилна личност која што ќе обстојува на притисоците. Има доволно можност и мандатот за да може да работи, да открива случаи, бидејќи ние имаме два пати сега и со претходната власт и сега, да се гони минатата влада. Тоа го правеше СДСМ претходно и сега оваа влада се... Значи, никој не ја гони власта. Буквално смисла не сакам да кажам. Власта сама да се гони не може, така? Опозиција нема, значи треба јавниот обвинител да биде тој што ќе ги или оваа комисијата антикорупцијска и така натаму. Тоа не функционира. Затоа ние немаме систем, ние не даме можност другиот. Знаете како, и кој беше СДСМ на власт, и сега, најдобриот избор е нашиот избор. Се што ќе предложи опозицијата, не. Што има вие амандмани да давате, ние ќе предложиме амандман. Да предложиме ова, не, ние ќе предложиме. Не, види. Тоа не функционира. Знаеш, ние уште од социјализмот имаме една фалинка, а тоа е како се одвива процесот на општествена промоција. Тоа може да почнеш уште од осмолетка. Кој е одличен ученик? Сите. Па, Сите Добро. одлични ученици. Кого ќе избереме за председател на клас? И тоа си оди. Ние сме научени да не напредуваме во кариерата по заслуга, по знаење, по околината како ќе не избере или ќе не исфрли на површина, туку како некој во кабинетот ќе реши. Тоа не е проблем. Ние имавме Сваровски судство, што се замени со Луи Витон судство, тоа се истите луѓе и истата ние сме работа. истите. Што е сменето? Ние не чувствуваме дека е сменето Тоа е. нешто. Тоа. Да, дури риториката е иста. Секогаш прашањето е како да Тоа е. И затоа ние не смениме. можеме да имаме баланс и проверка на власта. Владата е многу моќна во Македонија. Парламентот е гласачка Гласачка машина. машина, така е. Председателот има ограничени ингеренции во многу сфери, значи он се бира од народот, меѓутоа Освен ветото не го да го представува стави, до да, крај, ама- не може да го представи народот Не е до крај. Миловановиќ. И сето Ние тоа немаме е таков председател. влегуваме во еден така магичен круг на политичкото. Не можеме ние да се тргнеме од тоа политичко. Тоа не е проблем. Сегде е политиката, Добро, но партијата. нашиот председател сепак го бираат граѓаните на избори. Мислам дека тоа им дава на некој начин интегритет да можат да се спротистават на политиките. Тоа е сепак до... Па еве, има едно право на суспензивно вето, ќе стави вето на некој закон, меѓутоа потоа ќе го вратат, нема право на Може вето. во говорот, во јавниот дискурс. Но добро, ако се дадат аргументи зашто тоа така... Може. Веројатно и тоа ќе помогне, претпоставувам, сега не знам. Па помага. Ама пак е како законодавецот и како беше она владата е таа која ги предлага законите главно, така? Ние Или немаме- група претеници. Немаме па Ама па владата, пак се Пак чека, е тоа- Ја ти предлог на обвинители од владата, законите од владата. Добро, И таа го бара плюс, мандатот од ние имаме граѓаните еден и куп ветува закони кои се програма. косат со устав. И тоа поминало низ парламент, поминало на сите филтри, доаѓа уставен суд, вика ова се коси со уставот. Па како тоа се дозволило? Не може така. Во собранието се е можно, нели, како ќе се договорат. Уште што тема остана? Некоја тема? Па не остана ништо, барем за ова за сега ги земавме во предвид сите актуелни теми. Секако не можеме се во една емисија. Тука и крајот ме известуваат од режијата. Ви благодарам. Христо Ивановски и Љубиша Николовски. Вечерва гости по Самовистина. Почитувани, ви благодарам што бевте со нас и вечер. Пријатно.